Се чини дека во Македонија работите одат напред кога станува збор за филмската уметност, барем според посетеноста на Македокс, кој што веќе знаете, ние го најавивме неговото отворање. Пред затворањето имаме можност, имаме чест друштво да ни прави прекрасната Ингибјорг Халдорсдотир, која што ни доаѓа од Исланд и се разбира тука е во улога на жири комисија на фестивалот. Меѓутоа, освен тоа, што като знаеме околу програмата на Македокс и во моментов како се завршуваат овие денови на филмот во Македонија, каде што имавме посетители буквално од секаде низ светот, каде знаеме малку повеќе и за Исланд, местото од каде што ни доаѓа нашата Инге, и меѓу другото место каде што се вели дека дури и во текот на ноќта деновите се светли. Па дали е тоа навистина така, ќе да знаеме токму денес. Welcome. We are really happy that you are here with us, and I hope that our audience will be also happy to know something about your country. Thank you. First of all, во моментов актуелен Македокс, јас прво би сакала исто така да позборувам и со Магда Орјанска, која што денес е во улога на преведувач и на која е една од најстарите членови на Македокс. Ќе кажам збир на филмски уметници од секаде низ светот. Како се чувствувате вие како организатори? Одлично поминува, имате голема посетеност, дали сте задоволни, Магда? Па да, многу сме задоволни оваа година од посетеноста. Еден од најпосетените фестивали во последниве неколку години ни е ова 9-то издание. Имаме вкупно 71 филм, што е најмногу досега во програмата, и околу 30 на автори од тие филмови се оваа година со нас и се гости на фестивалот. И наша гостинка, токму од таму, Инге, пред да почнеме да разговараме со Инге, а оглед на тоа колку има интерес за Македокс, би сакала да ни кажеш уште кои филмови ќе се прикажуваат токму вечерва за публиката која што не гледа. Вечерва мислам дека ако може само да ми за помош. Толку многу филмови, човек не може да запамти се. Вечерва ќе гледате во главната програма, имаме повторно 2 блока на филмови. Обично тоа подразбира еден краток и еден долг документарец. И паралелно на другата сцена, надвор од Куршумлијан, е нашата специјална програма. Тоа е Земја во фокус, овој пат тоа е Полска. Така што на едната сцена одат полските филмови, а долу во Куршумлијан оваа вечер имаме трета премиера на филм од Школата за млади документаристи на Македокс, тоа е Доку Николци. Вчера премиери има Леја Димитрова и Јоана Арсовска, а денеска ќе биде последната премиера на Роза Симоновска. Тоа е филмот Поинакви и сметам дека е многу важно публиката дека може, доколку може да дојде да го види, бидејќи филмот е направен за едно аутистично момче од Велес и за неговиот секојдневен живот и предизвиците со кои што се соочува. Неговото семејство ќе биде исто така присутно на премиерата како и протагонистот и ќе може да погледне публиката, да го погледне филмот и да остане плюс на дискусија по завршувањето на филмот. Баш ми е драго што тие филмови со таква тематика се прават во Република Македонија и дека тие филмови навистина ќе придонесат и поинаквите да ги сватиме како еднакви, затоа што и навистина е така. Ајде сега одиме со Инге, нашата гостинка, која во Македонија доаѓа на покана од организатора. До сега, како ви се допаѓа Македонија? Еве, ова е прилика да видиме и како странците ја доживуваат нашата земја. I really love your country. Everyone has been so incredibly welcoming, especially just from the first time I sat in the airplane. My companion on the seat next to me was Macedonian. He helped me through the airport. So everyone has been like really super nice, laid back, and everything is really beautiful here. Магда? Навистина ми се допаѓа вашата земја и моето гостување тука, бидејќи сте многу гостопримливи. Дури додека патував уште во авионот, до мене седеше патник кој беше македонец, кој ми помогна да се снајдам низ аеродромот. Така што сега засега си поминувам супер, многу ми е убаво и опуштено. Јас ќе направам споредба, сега сум бил на Исланд,
пред некои 15 на години, исто во летниот период, меѓутоа тогаш таму бев со, да кажам, јакна, температурата беше 10 степени. Како се справува со топлото лето во Скопје, во Македонија? Well, it's warm here, let's just say, but it's fine. They take good care of us at the festival. We have plenty of water to cool down, and we're in such beautiful locations that you don't even think about the heat. It's just really, really a good place. Да, тука е топло, но тимот на Македокс добро се грижи за нас, гостите, и сме на локација, се мисли на Куршумлијан, каде што не ја чувствувате топлината од надвор. И сега јас би сакала, затоа што нели таа е во Македонија, меѓутоа и нашите гледачи да видат малку за земјата од која што потекнува Инге. Би сакала и од режијата да ги пуштиме инсертите од Исланд, поточно од Рејкјавик, главниот град на Исланд. И се разбира Инге да ни каже нешто повеќе околу незината земја, која што е позната како земја на многу убавини. Инге, ева вашата земја во можете да погледнете некои инсерти. We're actually seeing my place of work right now. I work in Harpa, the main conference hall in Reykjavik. Во моментот го гледаме работното место на Инге, каде што таа работи во Исланд. Yes. За убавините на незината земја, дали може да ни каже што е она што се гордее? Еве, јас ќе надополнам пред се гейзерите, таа топла вода, каде што има многу енергија, пред се Исланд добива таму. Okay, so yeah, we do have a lot of sustainable energy in my country. I would say I'm most proud of how we're doing with female rights in Iceland, and we're not there yet, but it's going in the right direction, I believe. I'm also just very proud of how free we are to be able to do what we want to do. Yes, so yeah. Многу сум горда на изворите на одржлива енергија во мојата земја. Исто така сум горда со нивото на женските права. Сметам дека тоа е долга борба, но се движиме во правата насока, и горда сум што сме слободни како граѓани да го правиме тоа што сакаме да го правиме. Маријан, ти ми кажуваше за Рејкјавик дека ноќите се светли. Тоа во текот на летото, значи нема ноќ на Исланд. Може ли да ни го опише тој феномен? Yes, so we have daylight at least 20 hours during the mid of the summer. So it's not easy to fall asleep for those who are not used to it. But we also have darkness during the winters, where you only have 4 hours of daylight. This, of course, has an effect on you as a person, and a vitamin D deficiency that comes with it in the winters. But yeah, so yeah, it's really, let's say, the light, yeah. Basically, the light is good. It's not good. We had rain for the whole summer. So we did not really have that many sunny days. It was really, really bad for us. We were missing it a lot. Во однос на дневната светлина, во лето тоа подразбира дека 20 часа во текот на денот е светло, и поради тоа не е лесно да се заспие навечер, додека во зима пак има недостиг од светли денови, бидејќи само 4 часа во денот има дневна светлина, и тоа секако влијае на нас, пред се бидејќи имаме очигледен дефицит, да речеме, од витамин D. А оваа лето имаше многу врнежливи денови и немаше баш сонце, и навистина не достигаше тоа. Јас имам едно прашање, доаѓам пред се и од спортот. Колку оние резултати на фудбалската репрезентација на Исланд беа актуелни последниве години? Некако хит беше таа репрезентација и на европско и на светско првенство. Дали се почувствува меѓу обичниот народ на Исланд? Филмски уметник е Маријан, морам да те предупредам, може да не знае ништо за спортот. Yes, everyone was super excited. The whole country gathered in. We got people got free time off their work, at least during one of the games, which was in the middle of the workday. No one was working.
it was very difficult for people who were tourists there because you couldn't get a taxi or anything. Everyone was just at home, really chanting for the team. На вистина бевме возбудени додека траеше и светското и европското првенство, но особено за еден од надпреварите се собираа луѓе од целата земја, дури земаа слободно време од работа, само за да ја гледаат играта, и на туристите им беше малку отежнато движењето низ градовите, не можеа да најдат такси, бидејќи сите сакаат да бидат на едно место и да навиваат. Отлично. Вака сега, за Инге, јас би кажала дека дипломирала теорија на филм и уметност на Исландскиот универзитет во Рејкјавик, основачка на Исландскиот документарен филмски фестивал, што е навистина многу значајно и еден голем филмски уметник кој што ни е тука во Македонија, па би сакала да ни го каже незиното гледиште. До сега дел од програмата веќе имавме можност да видиме, таа е во жири комисијата. Каков е незиниот став? Каква е годинава филмската понуда на Македокс? Okay. Yes, the program is very well put together. I'm really impressed with how they did their programming. I'm on the shorts jury, so I've mainly been focusing on the shorts. But the docs that I've seen here are extra good and really good quality. And the shorts especially, we had a tough decision to make yesterday when we decided which one we would choose. Моето мислење е дека Македокс има одлично составена програма и на филмови. Јас сум импресионирана дури колку добро е составена, бидејќи сум член на жирито за кратки филмови. Генерално можам повеќе да зборувам за тоа. Сметам дека има многу квалитетни кратки филмови и дека тоа дури на некој начин не го отежна изборот, и навистина беше тешка одлука жирито вчера да реши кој филм од кратките ќе ја добие наградата утре. Уште некое време сте тука. Инге, нашиот умилен специјалитет меѓу гостите кои што доаѓаат е дефинитивно и грабче, тавче. Дали веќе проба нешто од македонските јадења и кој е, да речам, специјалитетот на Исланд, земјата од која што ни доаѓаш, што мора да го пробаме кога ќе одиме ние таму? Well, I'm most impressed with your fruits and vegetables. We are not able to grow them naturally in Iceland because we don't have the long summers as you do. So ours are generated indoors. So like a Macedonian salad actually has just been my favorite food here. But otherwise, yes, we've tried so many wonderful things and the food has been excellent. In Iceland, I would always suggest you eat the fish. Don't eat anything else. But we also have some weird cuisine that if you want to try something extra special, maybe a shark bite or something. But for me, I wouldn't even touch it myself. Okay. Јас сум најмногу импресионирана од квалитетот на вашето овошје и зеленчук овде, бидејќи во Исланд немаме прилика да одгледуваме овошје и зеленчук од ваков квалитет, поради тоа што имаме многу кратки лета и обично ги одгледуваме зеленчуците и овошјата во внатре. Така што можам да кажам дека до сега најомилена ми е било која салата овде во Македонија. Пробавме разни јадења и вкусот беше одличен на сите од нив. Доколку одите во Исланд, топло ви препорачувам да пробате риба, но остатокот од нашата кујна може да биде дури малку необична за вас, затоа што има одредени работи што дури ни јас не ги сакам толку многу.